Андријана Јовеска од Прилеп е една од 76 семејства кои добија социјален стан, но не можат веќе неколку месеци да се вселат во него. Со солзи во очите, таа денеска излезе на протест пред така наречената социјална зграда во населбата Точила и обвини дека тие не можат да се вселат таму, бидејќи решенијата не ги подпишувала техничката министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски. Самохрана мајка, под кирија со 2 малолетни деца. Чекате колку време на овие кучеви, колку време барате? Колку, како што кажа жената, значи од втори. Се надеваме, значи знаеме дека имаме шанса конечно да се вдомиме во наш собствен дом. И сега дали таа госпоѓа знае како е приближно, дали знае како е некој животот и зависи од потпис на еден друг. Значи не е во ред. Значи помина комисијата, видоја како живееме, што е сега проблемот. Значи зошто? Именка Камчевска, самохрана мајка на 2 малолетни деца, вели дека повеќе не може да живее вака, затоа што не можела да ја плаќа ниту киријата каде што тие биле сместени. Самохрана мајка сум на 2 малолетни деца, живеам под кирија со постојана парична помош, се лечам и конкурирав за станов, ама чекаме, еве, поминаа 5 месеци, 6 колку поминаа, уште кучевиве не ни се дадени, а знаеме дека сме добитници, а зошто се одовлекува работава? Зошто не ги добиваме кучевите? 2.500 плаќам кирија, со 8.000 земам постојана парична помош. Не се излегува накрај, сметките ми останаа неплатени. Ќе ми дојдат извршители дома, а што ќе правам со 2 деца су? Од ваквата ситуација револтирани се и другите добитници на социјални станови. Нешто вика дека кочила господјата Ременски. А таа господја Ременски дали таа знае во каква ситуација ние се наоѓаме? Или не ги разбират тие работеници? Не сум јас вработен, супругата не е вработена. Земаме само 8.360 литра за трета детеште. Живееме кај баба ми, кај деда ми, кај татка, мајка супругата. Во една куќа, шура имам исто. Комисијата си помина. И сега никој не ни ги дава ни клучеви, ни решенија, ни знаеме кој кај, ни за кај. Од Министерството за труд ни одговорија дека членовите од комисијата за доделување на становите предложени од Министерството за транспорт, самостојно без учество на представници на комисијата предложена од Труд и социјала, ја изготвиле конечната ранг листа за распределба на 76 станови во Прилеп, што било спротивно на одлуката за распределба на социјални станови. Тие побарале од транспорт наидно да се надмине овој пропуст. Добитниците на социјални станови во Прилеп велат дека доколку не им се реши проблемот во најскоро време, тие ќе ги радикализирале протестите.